Добродојдете во уште едно издание на Шанк. По малата увертира, односно најавата за ова што ќе се случи во Шанк, имаме еден гостин во студиото кој што знам дека ќе го привлече вашето внимание. Тоа е еден наш сограѓанин, еден наш струмиченец кој неуморно твори и се надоградува во музиката. Погледнете ја најавата, ќе ви стане јасно за што станува збор. Веднаш после најавата и рекламите се враќаме во студиото и го очекуваме нашиот гостин да седне овде на нашиот Шанк. Во денешното издание на Шанк ќе гледате Sjaj, ti si moja, ta svetlost, ti si more bez kraj. Ova je volšebna noć, stvorena samo za nas. A ljubov vo mene gori kako voraj. Ti si moja, ta svetlost, ti si more bez kraj. Ljubov, ljubov mi daj, samo to mi treba znaj. Ljubov, ljubov mi daj, samo to go sakam znaj. Sakam da te gledam jaz, da te gledam, da ti pejam. Ljubov, ljubov mi daj, samo to mi treba znaj. I will feel tomorrow. Истински систематски преглед. Сега съм тип-топ. По малата увертира, односно по краткиот дел од видеозаписот кој што сакаме да го промовираме во ова издание на Шанк, овде на нашиот Шанк го имаме Коста Бургов. Коста, здраво! Здраво, добар ден до емисијата Шанк и до сите гледачи што ја гледат ова прекрасна емисија. Фала ти, Коста, на комплименти. Како си, Коста? Па добро, малце, дојдовме малце да разговараме нешто за некои новитети што имам. Што се случува со Коста? Некое време те има, те нема, те има по некои сајтови, те се губиш, после па се појавуваш. Што се случува со Коста? Па да не бидеш досаден малце, еден период да те има, еден период да те нема, па да се појавиш со нешто ново, нешто интересно, за да привлечеш некое внимание малце кај народот. Ајде да направиме едно враќање во минатото. Може. Коста имаше еден легендарен настап во еден легендарен наш клуб Скала со Маријан Тангачев. Навратиме малку на тие спомени од може да кажеме во твојата младост, каде што почнуваше, тогаш почнуваше, не, порано почна со музиката, но тогаш беше некоја експанзија за тебе. 2003 година тоа беше најубавите времења, мислам, кога имаше и љубов во народо, имаше добро дружење, Скала беше една супер дружба, понеделник беа Дули Коки, ние беевме вторник. Така мислам, Скала не може никој пат да се спореди, не може тоа време да се врати како што беше, тогаш беше, имаше и љубов во народо, музиката, уметноста повеќе се ценеше, имаше, што да кажем, мислам, народот си беше по уметноста, по музиката и ние бевме така интересни, комуникативни. Имаше многу убаво време, тоа беше време што никој пат нема да се забрави, еден дел од мојот живот ќе остане до гроба, што се вика. Доста бевте легендарно пречекани, после обезбедување, со ротациони светла, со многу народ бе пречека тогаш. Тоа е единствен таков настап или си имали и други настапи кои што ти оставиле такви? Каде си настапувал низ Македонија? Имав и други настапи. Во Алиби кафичот, кога бев награда ми даде тогаш диплома со старите холивудски звезди што пеев за Елвис Пресли,
Това беше 2006 година, имаше така Ненад Георгиевски, Да, беше в Скопие кафичът и там имаше един убав настъп, бе облечен како Елвис према спото и така. Тоа се случи 2006 година во организација На новинарката Валентина и Блажето от alibi.com и со Трендо. Он нет много ми помогна, Трендо, што никој пат и до ден денеска Трендо ми е најдобар пријател и Валентина. Кои новинари те поддржуваат во тоа што го работиш? Еве, спомна Трендо, спомна Валентина. Кој стои зад Коста за да го промовира пред публиката, македонската Па публика? видете, има во вечер сите новинари во Македонија. Александра, Анета од Вечер Весникот. Мислам сега да не изгледа сега тоа една реклама, иначе јас сум заблагодарен многу и од нив. Потоа Валентина, најдобра ми е пријателка Валентина и Трендо, Милица Джаровска на Джаро, керка му исто така. И во Белград, кога бев на Ја имам талент, еден новинар, курир беа објавени. Јас и порано излева во весниците, мислам во Србија, бивша Југославија, тогаш бев 89-та година за најфотогеничност, па излева во Чао весникот во Коста топ. Бурго беше мис фотогеничен. Имаш- Виде сега, имаше, новинарите са фотогенични. да, имаше ИТД, имаше и супер ИТД. И си пуштува слика. И жирито, што е составено, ти одбират 5-6 кандидати. И на крај на годината беше, народот си гласеше за кој. И јас не се надевах за фотогеничност на годината и на насловната страница беше на супер ИТД. Тоа беше за мене Која нешто. година се случи тоа? Тоа беше 89-90 година. А кога Коста прв пат го зеда микрофонот и настапи јавно во својот живот? Па на мојот некој живот фестивал? на 7 години бев на свадба на барчет ми. Оти мајка ми и тетка ми са пеали. Јас имам генија од них. Македонски стари песни се пеат и до ден денеска мислам мојата мајка има добар вокал, добри песни. Иначе од 7 години, а иначе 88 година Струмишка пролет, обновувањето ја пеев Плакачу сутра од Борис Новковиќ. Таа песна од Ерик Клептона го избедва на Борис Новковиќ и од тога искам мислам беше по аматерски смотри. Струмишка пролет дојде лено на Перниче Бело, доби втора награда. После да не тагуваме моја песна 92 година, зедов втора награда, иако требаше прва награда, тогаш не гласовите на мене ми ги кажаа. И до ден денеска с тоа снимка мислам тај настап што бев и Значи, другите. на Коста некој му има земено првата награда на некој фестивал. Добро, не е битно, после накане од фестивал од 2005-2006 и Колку на ти са Еврофестивал. битни наградите на те? Знаеш што, наградите никој пат не е битно. Битно е тоа што го сакаш, што ти исполнува од сето срце да си го кажеш, па народот после ќе си каже дали вредеш или не вредеш. Некој пат ме е криво толку труд, например, да вложиш, а има од тебе по-не вредат, взимат награда, а ти вредеш, што не ти е заслужено наградат, некој пат ти е многу тешко, али тоа е тоа, не можеш ништо. Мислам секој пат наградите доаѓаат, ако им дадеш пари, ќе земаш некоја награда. Јас сум учествувал на фестивали и ми кажуваат, ако имаш пари толку за да си земаш некоја награда, ако немаш, има друг што ќе плати, што ќе си ја зема наградата. Многу време и труд вложуваш во тоа што го работиш, секојдневно еве вложуваш во Да. музиката. Дали ти се враќа на некој начин? Дали на финансиски начин? Дали на духовен начин те исполнува? Што Тешко е е. поголема награда за тебе? Голема награда е духовната, да го имаш. Тоа ми исполнува уметноста е мојот живот, фотошопо, музиката. Ја во светот се допишувам со разни уметници, да ти кажем искрено. А нивниот труд повеќе се цена, астрономски цени и никој пат не се ценат. Ке им го пушта мојот труд и ми кажуваат, Коста, те благодарам тоа што си го направил за тие големите звезди, како има фанове на Шерон Теј што го направих за твоите очи. Вика, фала ти, Коста, иако не е на македонски, има фанове на Грейс Кели, спаѓам и јас со тие фанови во цел свет што е. И вика, фала ти, Коста, вика, значи што што го уложуваш, иако не се разбира, а те вера, значи од срце и душа е направено. Зошто не пробаш да направиш на англиски некоја песна? Ќе пробам понатака. Сега имам втора скулптура ќе се прават со мојот лик, што ќе се изработа Луло Веќе се има вика. една направена Има, со твојот даде Хуан Алборена 2010 година ме направи. направена скулптура со твојот Со лик. мој лик што ги правеше на големите светски звезди како што се Грейс Келли, Мерли Монро, Како дојде Авгарда. контакт? Преку Фејсбукот, да ти кажем искрено. Сега Како кој те промета баш тебе од Македонија? Јас се допишувам, они ме префаќаат како пријател и се допишувам, им ги чинувам, мислам за нивниот труд, колку уложуваат и ми кажува колку време се изработува. И сега вториот кукла ќе се права со 2-3 уметници што се допишувам, а Луло од Америка е таа,
ќе се изработува фигура со мојот лик, ќе го има лико на безвременската убавина, ангелска убавина, Грейс Кели на кошулята. Тоа ќе биде нешто уникатно и ќе се прикаже во шоуто во јуни во Америка, Северна Каролина. А зошто баш темите во кои ги обработуваш во твоите музички теми се посветени на филмските диви? Па видете, тие се легенди кои ми значат во животот, како дете сум израснал со нивните филмови. Тие се легенди, класика, природна убавина, се имале во себе ангелска, безвременска убавина. И до ден денеска, кои ќе ги гледат, мислам, тие се веќе влезени во историјата. Секој би се восхитал на Грейс Кели, на Ава Гарднер, на Елвис, на Шерон Тейт, на Джеймс Дин, на Елизабет Тейлор. Тие што ги упевам. Тие се легенди кои никој пат нема да изгаснат. Тие секој пат ќе сјаат на небото. Тие се твоја инспирација? Моја инспирација гледам преку Фейсбуко и преку странство, иако се поминали толку години и до ден денеска мислам имат големи фанови што ги обожават и што се трудат да изгледат мислам на некој начин како нив, ама тоа никој пат нема ни да се случи. Последната тема за која што си причината што те поканивме да бидеш дел од Чанг е новата тема насловена како Само една љубов. Само љубов се вика. Иначе таа е преработка од Рафаела Кара, а текстот е мој, таа иако по старите мои песни само не беше толку афирмирана како сега. Тоа е само љубов. Секој човек треба да се гледа на трешната убавина. На трешната убавина на човек се гледа во душата, во срцето. Секој човек може во само љубов. Тоа е инспирација за женската убавина од минатото. Во овој спот инспирација имам од филмот Петак 13, вториот дел, после без временската убавина, ангелска убавина, ликот и делото на Грейс Кели и од филмот Викторија од Secrets, мислам не, од манекенките од Викторија Secrets и од филмот Бунтовник без бунтовникот од моето училиште. Овој филм најмногу си го сакам од 85-та година, од моите тинеџерски години и се сопаѓаше песната Само љубов. Тоа ми беше инспирација. Скромни видеозаписи, но доста автентични и оригинални за тебе. Кој ти ги изработил? Па прво соработував со Донела, ништо не, мислам, никој пат нема да го... Сега Фото Виолета Спасе, Јане и Ѓоргито од Фото Виолета. Сум ник за благодарен. Поздравувам за дечките кои што ти помагаат точно. Да имат со видеозаписи. Со мои инспирации им кажувам што треба да ставаме, како дека треба да се снима и што делови да ставаме и они би ги услушуват да биде оригинален на свој начин, иако скромно, но со големо душа и срце кон уметноста. Чија е идејата за фотомонтажите кои што излегуваат од тебе? Па моја се идејата, да ти кажам искрено, секој фотомонтажа, иако например луѓето прават некои фотомонтажи, не се со голема љубов како моите фотомонтажи со голема љубов се направени. Спрема песните што ги правам и некои фотомонтажи што ми се аресе, едноставно сакам да си ги имам и им кажувам идеја, викам треба да се направи. Ја например имаш една фотомонтажа каде што те јаде ајкула. Која е поентата? Зошто те јаде ајкула? Тоа беше 2006 година, Бог да го прости Ристо, он да го спомнам и он многу ми помогна околу фотомонтажите. Негова идеја беше, вика, Коста, вика, ајде да направам, вика, една фотомонтажа и таа фотомонтажа достигна до светски рамки, беше објавена на американски форуми, што за мене беше интересно така. Има гледано филмови со ајкулите, едноставно сака како една забава да се направи со ајкула. И Ристо вика, нема проблем, јас ќе ти да направам, вика, фотомонтажата и ми направи и што никој пат и до ден денеска таа фотомонтажа не можам, беше во разни американски форуми објавена. Тоа беше 2006 година. Имаш многу фотомонтажи каде што од тебе стојат прекрасни девојки. Има ли некоја прекрасна жена која што ви исполнува животот на Коста Бургов? Има, да ти кажем искрено, и се допишувам. Имам и овдека во Струмица. Има, да ти кажем искрено, имам, се допишувам, имам што ми исполнува, што ме праве среќен, имам жена. Стане ли во скоро време Коста Бургов фамилијарен човек? Па мислам, оти ќе биде веќе, конечно, не се откажувам, ќе биде. Коста, има ли нешто кое што јас не те прашав, а сакаш да го кажеш? Сакам да го кажам, например, јас живеем за уметност и мојот живот уметност. Луѓето кога ќе одеш, например, да им тераш спонзори, те гледат како наопако, како нешто многу да им тераш, не се заинтересирани фактички за уметноста, а гледам во светот луѓето што се креативни, што ја сакат уметноста, заработуваат со нивните, мислам,
астрономски цени со нивниот труд. Овдека многу ми е тешко, кога, например, јас не терам многу финансиски, да се покријат некои мои трошкови и да се реализират некои мои идеи. Не ти помагат, едноставно не се заинтересирани за уметноста, што знам што да кажам, а дават пари за глупави работи, што се вика, што това ќе остане. Утраен белег, што ќе остане, мислам, за и некои генерации, да се сетат, например, кој е бил Коста Бургов, нели? Од е живеал за уметноста, од неговиот живот е бил уметноста, музиката, сликарството, кукларството, фотомонтажите и тоа. Исто така за тебе е интересно што секоја година пред новогодишните празници, пред дочекот на новата година, ти изработуваш календар со твојот лик. Да. Каде е идејата за календарот? Па спрема песната што ми е била актуелна, например, во оваа година, секоја година спрема моите песни. Ја 2012 година беше Шерон Тей, што ја направи за твоите очи, па беше од голема инспирација. 2013 година од Викторија Сикрет Миранда ми беше инспирација што ја стави Плачем што те губам. Па сега новиот календар беше инспирација од Джеймс Бонд. Така, лани беше Ирена Шейк и така. Секоја година оваа година ќе биде нешто сосем различно за 2016 година. Секоја година сакам да бидам уникатен на свој начин. Коста, сега ќе го видиме твојот последен нов видеозапис за Само љубов. Да. Се надевам дека на нашите гледачи ќе им се допадне, ќе бидат поддржувачи на твоето дело, кое што ти неуморно и со љубов го шириш, и ти посекувам многу среќа. Исто и на вас, погледа на емисијата да бидете после моите емисии, уште по емисии да редате со успеси. Направи нешто ново и повторно со цело срце те поканувам Ќе да биде бидеш скоро. повторно дел од Чанк. Имам сега духовно патот кон вечноста, ми е ова инспирација што сакам да ја направам. Тоа е песна, мислам, за секоја душа кога ќе излезе од телото, кога ќе се представи пред Христовиот страшен суд. Патот кон вечноста ќе биде нешто едно уникатно дело духовно, што секој може да се најде во оваа песна, мислам, што ќе остане, кај ќе дојде времето, ќе биде реализирано. Се надевам во скоро време ќе бидете со нешто ново. Коста, ти благодарам Исто што и на беше вас. дел. Се најдобро. Се надобри на вас. Ова беше Коста Бургов во ова издание на Шанк. Сега ќе погледнете премиерно неговиот нов видеозапис за темата Само љубов. Уживајте, а ова беше се за ова издание на Шанк. Се гледаме од понеделник. Поздрав! Поздрав. Ова е волшебна ноќ, створена само за нас. И сите звезди се палат над небото, сјај. Ти си мојата светлост, ти си море без крај. Ова е волшебна ноќ, створена само за нас. А љубов во мене гори како во рај. Ти си мојата светлост, ти си море без крај. Љубов, љубов ми дај, само тоа ми треба, знај. Љубов, љубов ми дај, само тоа го сакам, знај. Сакам да те гледам јас, да те гледам, да ти пеам. Љубов, љубов ми дај, само тоа ми треба, знај. Ова е волшебна ноќ, створена само за нас. И сите звезди се палат над небото, сјај. Ти си мојата светлост, ти си море без крај. Ова е волшебна ноќ, створена само за нас. А љубов во мене гори како во рај. Ти си мојата светлост, ти си море без крај. Љубов, љубов ми дај, само тоа ми треба, знај. Љубов, љубов ми дај, само тоа го сакам, знај. Сакам да те гледам јас, да те гледам, да ти пеам. Љубов, љубов ми дај, само тоа ми треба, знај. Ова е волшебна ноќ, створена само за нас. Љубов, љубов ми дај, само тоа ми треба, знај. Љубов, љубов ми дај, само тоа го сакам, знај. Сакам да те гледам јас, да те гледам, да ти пеам. Љубов, љубов ми дај, само тоа ми треба, знај. Љубов, љубов ми дај, само тоа ми треба, знај. Љубов, љубов ми дај, само тоа